Ни одиме понатаму со уште една наша убава тема, зошто медицинските лица се секогаш интересни, инспиративни, почитувани поради се она што го прават за нашето здравје. Кардиолозите се посебно омилени, нели, кај луѓето. Така е, но овој пат нема да зборуваме за нивната професија, ќе зборуваме за нивното хоби. Станува збор за доктор Слободан Антов, кој што покрај тоа што е доктор за срце, тој е и доктор за музика, според оваа убава приказна која што има. Виртуоз на тапани. На тапани. Ајде да го слушнеме ритамот на тапаните на доктор Слободан. Секогаш не восхитува приказната за љубовта која трае со години, без оглед дали е тоа љубов кон личност, предмет, место, професија или хоби. Посебно кога е раскажана од личност која од најмала возраст ја разгорела желбата и таа гори до ден денес. Утрово раскажуваме топла приказна, заедно со докторот кој го следи ритамот на срцето, истовремено и ритамот на тапаните. Колку само била искрена и колку е голема љубовта кога и до ден денеска доктор Слободан Антов, сега познат кардиолог, со посебна возбуда зборува за своето хоби – ритмиката и тапаните. Уште во основно на 11 години станал дел од училишниот хор. Се присетува, тогаш за тоа била заслужна наставничката Олга Бјелица, која го внела во тој свет без ограничувања. Прво почнав со слушање и обиди, со удирање по нозе, по предмети кои ги наоѓав дома. Првите палки ги купив од музичката продавница Рекорд, музички магазин кај Рекорд, а некои од палките ги правев и во столарски занатски работилници во старата Скопска чаршија. И после тоа импровизирав дома комплети од табуретки, троседи, двоседи, вазни, за да после 5-6 години на оштетување на домашниот инвентар и неколку скршени вазни и под притисок моите родители, посебно баба ми, попуштија и ги добив првите бубњеви тактон, тогаш немаше голем избор на марки, со 4 ударни елементи, со 2 чинели и тие беа сместени во просторијата кај мојата баба, во собата на мојата баба, каде што и вежбав. Тогаш првпат се соочив всушност и со тоа дека е многу тежок инструмент, бидејќи при обидот да ги наштибам, видов дека не е тоа воопшто лесно. Подоцна имав прилика да се сретнам со музичките инструменти при настапи на училишниот хор, каде што војникот кој свиреше на тапани во домот на армијата, ми дозволи да седнам на истите и приказната почна. Почнал прво сам да учи колку може. Тапаните и ударните инструменти воопшто не се лесни за совладување. Почнал да учи да чита ноти, да ги совладува основните музички структури. Одев во културно-уметничко друштво Владо Тасевски, каде што се обидував да ги совладам македонските народни ритми, а од забавната музика би го издвоил албумот на Трефик, групата на Стиви Винвуд, каде што Джим Капалди свиреше тапани и албумот го помнам, беше When the Eagle Flies. За жал, таа група немав можност да ја видам и во живо. Подоцна дојдоа инспиративни моменти од следење на групата Лебисол, чии проби не ги пропуштав, како во бараките кај Машинскиот факултет, така во Градскиот трговски центар, во Младинскиот културен центар и полека сигурно навлегов во музички води. Сепак дошол периодот кога морал да се одлучи дали ќе продолжи со определбата да биде како што вели доктор за срце. Се посветил на медицината и правел пауза од инструментот од 1988 до 1999 година. Откако ги набавив професионалните бубњеви, се реализирав и во свирење во бенд. Тогаш за прв пат се сретнав и со авторска музика. За жал, бендот после тоа се подвои на 2 бенда. Едниот од нив беше Пеницилин, каде што почнаа сите музичари.
за да тројца од нив потоцна го формираат Конкорд. Јас споменав во уста на уста. Највеќе инспирирано тоа дека најлесно можев да влезам во студио, што ми беше исто изазов, предизвик, за да можам да видам дали сум способен да снимам и аудиозапис. Се посветил само на медицината до неговиот работен едногодишен престој во Бергамо, Италија, каде што запознал едно свештено лице, опат, кој сакал да научи да свири тапани. По воспоставениот контакт успеал да има 2-3 настапи со нивни музичари и едно свирење во локалната катедрала. После негде околу 11 години повторно дојдов до електрични бубњеви. Повторно се активирав, за да во последните 6-7 години од 2014 со пријатели го оформивме Brothers Band, Бубо, Жике, Ангел, Таше, Ецо, Владко, и со нив би ја потенцирал преработката на македонската песма Ој девојче, ти тетовско јаболче, во оригинална верзија Катибим или Ускудара Гидерикен, две имиња за истата песма. И со овој бенд имавме исто така повеќе настапи во МКЦ, во Холидей Ин, Александар Палас, во Софија, во Истанбул, во Белград и така. Никогаш не ги заборавил палките, а секогаш наоѓал површина и предмети на кои можел да удира на место на тапани. Доктор Антов вели, се удира на секаде, само не по луѓе. Несомнено повторно би го избрал тапанот како инструмент со кого ќе се дружи долги години. Па сигурно би ги одбрал повторно тапаните. Имав понуди од моите родители да свирам пијано, но некако ми беше по-неприфатливо во тоа време. Мислев дека ќе треба да настапувам пред гостите на моите родители. И неговата професија и неговото хоби носат доза на адреналин. Затоа професијата со хобито се надополнуваат едно со друго и ја комплетираат личноста на доктор Слободан Антов. Неговата порака е да не се двоума да се реализираат во тоа оние кои имаат и сакаат нешто што ги прави среќни, да бидат решителни и да го остварат тоа, без оглед за што купнеат. Во секој случај бе едно интересно хоби за доктор кардиолог. Голем предизвик е да се види виртуоз на тапаните, што сосема дава и уште една дополнителна димензија кај доктор Слободан.